Ова е издание на емисијата на Прва Скопска, во која се подсетуваме на настаните кои беа актуелни и одбележаа неделава што изминува, ке гледате. Во декември ке се роди Божикно село на плоштадот во Скопје. Градинките во Скопје со прочистувачи за воздух се борат против аерозагадувањето. Регистрацијата за персонален данок нема да се однесува на пензионерите кои немаат дополнителни приходи. 50 евра казна ако се остави смет до контейнер. Продолжен рокот за субвенции за чистење оджаци во Скопје. Богата и несекојдневна новогодишна програма најави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Како што изјави тој, во декември ќе се роди Божикно село на плоштадот во главниот град. Како дел од предновогодишната атмосфера во градот, на плоштадот ќе бидат поставени околу 60 зимски куќички во кои ќе се случуваат разновидни активности за секоја возраст. Ќе бидат задоволени сите вкусови, од најмладите до највозрастните граѓани, а на средината на Божикното село ќе биде поставена големата новогодишна елка. Од следната недела ќе почне и украсувањето на градот, така што ќе се создаде вистинска предновогодишна атмосфера. Повеќе од 60 на зимски куќички украсени во новогодишен амбиент, со мала сцена која што ќе претходи на големата новогодишна забава, каде што во текот на цело време додека функционира Божикното село ќе се случуваат секој ден настани во кои што ќе може да се најдат или пронајдат сите скопјани независно од возраста. Ќе има организирани содржини на топ за сославање на вештачки снег, со што ќе придонесеме на новогодишниот амбиент и новогодишната атмосфера. Ќе има посебни катчиња за игри за деца. Ќе содржините кои што ќе бидат внатре во новогодишното село ќе бидат исклучиво од новогодишен и божичен карактер, така што очекувам дека ќе создадеме една вистинска предновогодишна атмосфера. Конечно е време градот Скопје на своите граѓани, на своите и јас како градоначалник на своите сограѓани да им дадеме една вистинска европска новогодишна атмосфера, нешто што досега во градот го немало и не се случувало. Градоначалникот Шилегов рече дека фирмата која ќе биде задолжена за предновогодишната атмосфера во Скопје е избрана на јавен повик. Станува збор за компанијата ProEvent Солуции. Проектот е замислен преку изведба на штандови наполнети со топли пијалоци, храна, книги и новогодишни играчки и украси да ја долови и доближи соодветно новогодишната еуфорија. Шилегов рече дека на плоштадот ќе има и новогодишна прослава, но се уште е рано да се каже кој ќе ги забавува скопјани за дочекот на најлудата ноќ. По повод Светскиот ден за хронична обструктивна белодробна болест ХОБ 21 ноември, кој се одбележува под мотото «Никогаш не е прерано, никогаш не е предоцна», Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје денеска организираше бесплатни прегледи за мерење на дишната функција, како што објасни докторката Билјана Илиевска-Поповска, специјалист пулмоалерголог од Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза. Со овој настан се испраќа порака до населението на Република Македонија за важноста на препознавањето на оваа болест. Навременото дијагностицирање и правилното лекување на оваа болест ќе го подобрат квалитетот на живот и животниот век на лицата кои страдаат од ХОБ, додава докторката. Хроничната обструктивна белодробна болест најчесто се открива за жал во веќе напреднат стадиум од заболувањето. Ова е, реков, една глобална иницијатива, така да денеска речиси повеќе од 50 земји во светот го одбележуваат овој ден со цел да на пошироката јавност го става до значењето за хроничната обструктивна белодробна болест и да ја подигнат свесноста за ова заболување, а при тоа да се придонесе за нејзина превенција и за нејзино подобро лекување. Со таа цел, Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза и Сдруженијето на пневмофтизиолозите на Република Македонија денеска овде во просториите на Capitol Mall
организира акција за бесплатни мерења на дишната функција на граѓаните кои што овде поминуваат, со цел да им овозможи да преку пополнување на прашалник и преку спирометриски тестирања се одреди, сега не целосно, меѓутоа делумно, нивната белодробна функција и белодробниот капацитет, на крајот граѓаните ќе добијат медицинска белешка со која што можеби ќе имаат наод дека нивната функција е сосема во ред, а можеби ќе добијат совет дека треба да се јават во некоја од пулмолошките установи, каде што ќе бидат направени понатамошни испитувања со цел точно да се установи зашто се работи кај овие пациенти. Докторката Пуповска од институтот исто така вели дека најголемите ризик фактори за појава на ХОП се пушењето и штетните материи од загадениот воздух. Смета дека овие промени што настануваат како дефинитивни промени во белодробието се резултат пред се на надворешни честички што ги вдишуваме преку воздухот, а тоа се значи штетни влијанија од надворешната средина. Пушењето се смета како ризик фактор број 1 во настанувањето на ова заболување, иако, како што споменав, и други фактори играат улога, а пред се изложеноста на загаден воздух во затворени простории, како изложеност на загаден воздух на отворени простории, професионална експозиција на одредени штетни гасови и материи, чести респираторни инфекции во детството и секако дека и генетската предиспозиција има свое значење и улога од кое заболување нели ќе се разболи во текот. Пулмолозите препорачуваат сите кои се во можност да направат медицинска проверка, без разлика на возраста и животните навики. Штетното влијание кое загадениот воздух го има врз здравјето е тема која секојдневно се актуализира. Граѓаните бараат краткорочни мерки кои ќе дадат видлив резултат за брзо време. Од друга страна, институциите бараат трпение од населението, со изговор дека ова е проблем кој бара повеќе годишно третирање. Но ние немаме време. Се поголем е бројот на деца, но и возрастни, кои ги полнат клиниките, како последица од секојдневното дишење канцероген воздух. Во обид да се заштитат, граѓаните почнаа масовно да купуваат маски за заштита од загадувањето и прочистувачи на воздух. Во акцијата за заштита на најмалите, дел од скопските општини почнаа да набавуваат прочистувачи за воздух. Децата кои се згрижени во детските градинки на територија на општина Аеродром, од оваа учебна година дишат почист воздух. Имено од општината добивме информација дека секоја занимална во секоја од градинките е опремена со прочистувачи. И децата од Киселавода од неодамна дишат чист воздух, барем додека се во градинка. Од оваа скопска општина информираат дека градинката Весели цветови со сите нејзини клонови е опремена со 35 прочистувачи на воздух, колку што има занимални во истата, додека во градинката 8 март има инсталирано 42 прочистувачи на воздух. Прочистувачи на воздух има и во градинките во останатите општини, но недоволно. Се чекаат донации од компании или институции за да се обезбедат потребните прочистувачи. Така, на пример, во градинката Мајски цвет во Газибаба има набавено 17, а потребни се вкупно 40, додека во градинката Детска радост има само 10 прочистувачи за групите со најмали деца. Општина Карпош набавката за прочистувачи ја започна уште минатата година, но како што велат оттаму, овој проект се уште не е финиширан. Од општината упатуваат апел до општествено одговорните компании да помогнат во набавката на прочистувачите. Додека пак општина Бутел има набавено прочистувачи за јасли, а нивното предавање во употреба до градинките се очекува до крајот на неделава. Дел од општините веќе најавија дека откако ќе се набават прочистувачите на воздух за секоја занимална во градинките, ќе почнат да ги опремуваат и основните училишта, со цел да им се овозможи еднаков третман на сите деца. Во рамки на партнерскиот проект на Пивара Скопје и Министерството за здравство денеска официјално беше отворено првото Роса школо за родителство во поликлиниката Јане Сандански во Скопје. Овие Роса школи се наменети за сите идни родители и членови на нивните семејства со цел да се охрабрат за одговорно и успешно родителство, но и да се едуцираат како да се справат со секојдневните предизвици што ги носат новите нивни улоги. На отворањето на школото за родителство присуствува
присуствуваше и министерот за здравство Венко Филипче, кој се заблагодари за инвестицијата, која ќе дава сервис за идните родители и членовите на нивните семејства. Министерот Филипче додаде дека со овој проект ќе се обезбеди експертска помош и стручен кадар што ќе работат во сите 3 РОСА школи. Благодарение на ова инвестиција, ние сега ќе имаме можност да дадеме сервис кој што нашите граѓани го немаат до сега, а тоа се сервиси кои што не учат на некој начин како да бидеме родители. Дополнително би сакал да навестам дека ќе го зајакнеме капацитетот на здравствените домови во смисла на тоа да бидат пунктови кои што ќе има дежурни педијатриски сервиси. Сето тоа со цел да се намали огромниот притисок кој што го имаме кон педијатриската клиника и да се олесни работата. Планираме да ги ангажираме и матичните гинеколози, искрено се надевам дека ќе излезат пресред и дека ќе го најдеме заедничкиот модел на соработка. Директорот на Здравствен дом Скопје Злате Мехмедовиќ истакна дека во школото ќе работат педијатар, гинеколог, акушер и патронажна сестра, кои низ работилница ќе презентираат за грижата на родилките, како треба да се води бременоста, ќе се едуцираат за начинот на кој треба да се одвива породувањето и слично. Важно е да повикаме сите родители да ги користат услугите кои што ќе бидат дадени во оваа школа за родителство, затоа што на тој начин ќе можат да ги унапредат своите знаења и полесно да се справат со предизвиците кои што ги носи родителството и во пренаталниот и во постнаталниот период. И благодарам на Пивара за ангажманот и за нивната иницијатива и понатаму да продолжуваат да отварат школи за родителство во Република Македонија. Генералниот директор на Пивара Скопје Владимир Косиер рече дека со оглед на тоа што станува збор за долгорочен проект, до крајот на годината планираме отварање на уште 2 вакви школи и тоа во Битола и Гостивар. Ово е само еден од шегорите што ќе подобри положбата на младите родители, а и на здравството воопшто. И сакам да искористам ова прилика да ги повикам сите мајки и сите членови на нивните семејства во иднина да ги користат поволностите од РОСА Центарот за родителство. Ова е еден од гестовите што Пивара Скопје ги прави за да инвестира во општеството кој што ги користи нејзините производи. Друштво коме успешно послuje. Проектот РОСА школа за родителство е резултат на 6-месечната кампања преку која беше издвоен по 1 денар од секое продадено шише вода РОСА од 1,5 литар, а средствата беа наменети за комплетно реновирање и опремување на 3 простории во здравствените институции, наменети за РОСА школите за родителство. Улицата во Индрашковиќ во Хром после долги години мрак конечно доби улично осветлување. Како што информира градоначалникот Александар Наумовски, во близина на подрачното училиште Димитар Поп Георгиев Бировски поставени се 5 нови столбови и 7 нови светилки натриум 150 вати, кои одговараат на највисоки стандарди за ваква улица. Од општината додаваат дека активностите за целосно осветлување на општината ќе продолжат и во следниот период. Екипите се на терен со цел да се модернизира и подобри состојбата со уличното осветлување во општина Ѓорче Петров. Покрај осветлувањето, интензивно се работи и на подобрување на патната инфраструктура. За таа цел завршено е асфалтирањето на улицата Пеклјане 5 во населбата Даме Груев. Се подготвуваат за работа и Пеклјане 3 и Пеклјане 1. Поради неповолните временски услови, можно е и кратко пролонгирање на асфалтирањето онаму каде што се работи, но општинарите апелираат за трпение кај граѓаните. По асфалтирањето на овие улици, градежните екипи ќе продолжат да интервенираат и на останатите инфраструктурни критични точки, за што ќе бидат обезбедени средства при креирање на буџетот за 2019 година, информираат од општина Ѓорче Петров. Гитари, дирки и свирки ќе биде првото училиште за музика и уметност во земјава, кое е наменето само за деца и млади во социјален ризик, каде децата ќе можат да го изучуваат инструментот или ликовната уметност, зависно што ќе одберат, и тоа за нив да биде сосема бесплатно. Станува збор за проект на Сдруженијето Проект Среќа, од каде апелираат до сите компании да ги поддржат во сите нивни активности, како вистински би можеле на сите деца со помалку можности да им го овозможат квалитетот на живење, едукација и подобностите кои останатите деца ги имаат.
Проект Среќа е здружение кое се фокусира на работа на проекти за деца со помалку можности, а ова е еден од новите проекти за 2019 година. Од здружението го најавуваат и веќе познатиот проект И јас сум Дедо Мраз, во кој очекуваат вклучување на голем број граѓани, кои на децата од ранливите категории ќе им овозможат новогодишно расположение. Од 23 до 26 ноември 2018 година, Детскиот културен центар Карпош во соработка со град Скопје по втор пат во Македонија го организираат единствениот фестивал кој е со награден фонд Меѓународен фестивал по саксофон и кларинет Сакслар 2018. По втор пат во Скопје и Македонија ќе се одржи меѓународен надпревар за саксофон и кларинет во сите ученички, средношколски и студентски категории, како и мастер часови. Надпреварите ќе се одржуваат во сабота и недела во просториите на ДКЦ Карпош од 9 до 15 часот. Членови на жирито оваа година се светски прочуените саксофонисти и кларинетисти Стојан Димов, Велјко Кленковски, Драган Сремец, Жан-Мишел Бертели, Горгиос Лугеридис и Нинослав Димов. За победниците се предвидени вредни награди. Исто така, на задоволство на скопската публика, ќе се одржат два концерти кои ќе бидат од хуманитарен карактер. Првиот концерт ќе се одржи на 23 ноември во 20 часот во просториите на Факултетот за музичка уметност, на кој настап ќе имаат странските и домашните гости, додека пак на 24 ноември во камерната сала на Македонската филхармонија, каде што настапите на изведувачите ќе бидат придружувани од Дино и Мери на пијано. Откако Управата за јавни приходи го представи новиот модел на пријавување данок, јавноста ја вознемирија неколку прашања и нејасноти. Првично Управата воведе обврска за пријавување данок и за вработените лица кои немаат дополнителни приходи, а од оваа новина не беа иземени ниту пензионерите, кои всушност и најмногу негодуваа, пред се поради задолжителното електронско пријавување. И покрај напорите на Управата за јавни приходи да успее новиот модел на пријавување данок и со сите олеснувања, како ополномоштување на друго лице, кое би ја пополнило годишната даночна пријава и со присуство на пензионерот би отишло до најблиската канцеларија на УЈП, Управата сепак одлучи да отстапи од намерата. Именно за 7 години е одложена обврската. Пензионерите кои освен пензија не остваруваат дополнителен приход да се пријавуваат во електронскиот систем за даноци во УЈП, информираше денеска директорката на Управата Сања Лукаревска. Со цел непречено да тече регистрацијата на даночните обврзници, Управата за јавни приходи започна со поставување на мобилни шалтери во општините низ Македонија, а мобилни екипи на Управата ги посетуваат домовите на изнемоштените лица, кои не се во состојба сами да се регистрираат и да го однесат документот. Отворени се даночни канцеларии во Аеродром, во Газибаба, во Чаир имаме наш даночен шалтер, во Ѓорче Петров. Очекуваме дека и во другите општини ќе ни дадат простор до крајот да успееме да си ја завршиме нашата работа, а во оние помали населени места, помалите општини во нашата држава и во градот Скопје пред се одиме и со мобилните даночни шалтери и со нашите возила на Управата за јавни приходи со мобилните екипи. До крајот на октомври во електронскиот систем биле евидентирани 36.000 граѓани, а до денеска вкупно се пријавени 300.000 корисници. Очекувањата на УЈП се дека до крајот на годината без поголеми проблеми ќе се заврши обврската, иако вкупно треба да се регистрираат околу 900.000 даночни обврзници. За таа цел канцелариите на УЈП ќе работат и со продолжено работно време. Во Скопје, значи во регионалната дирекција Скопје, сите шалтери се на располагање за регистрацијата на физичките лица. Континуирано доаѓаат, работиме и значи не работиме до 4,5, туку работиме и повеќе од предвиденото законски утврдено работно време. Известувавме и до медиумите дека работиме и во сабота, за да помогнеме на оние кои што не можат во тек на неделата да дојдат во оние работни денови. Одговарајќи на новинарско прашање, зошто граѓаните и покрај електронското евидентирање мора да однесат пишан документ во Управата, Лукаревска рече дека тоа се прави заради заштита на нивните податоци. Предизвикот на оваа реформа, на оваа новина е што регистрирањето еднаш се прави и тоа трае за целиот период понатаму. Проблемот
ако е тоа проблем, меѓутоа не можам така да го дефинирам, дека мораат граѓаните да доаѓаат повторно со цел да се верификува целиот оној процес, за да го заштитиме идентитетот на секое физичко лице, а врз основа на тоа да ги заштитиме и нивните податоци и да бидеме уверени и ние самите дека вистина станува збор за тоа конкретно физичко лице, бидејќи кога станува збор за данок, не сакаме да се доведеме во ситуација ке некој да пресметаме повеќе или помалку. Се во интерес на веродостојноста на податоките. Граѓаните кои имаат потреба да дојде кај нив мобилна екипа, може да се јават на телефоните на управата и да договорат термин. За оние пак кои при регистрацијата го загубиле ливчето што треба да го однесат во УЈП, неопходно е да одат на шалтерите на управата и таму да им се испечати пријавата. Во Македонија, согласно податоците од изминатите години, има околу 45.000 пензионери кои остваруваат дополнителни приходи освен пензија. Комуналните редари на град Скопје при редовна контрола на самото место затекнаа 7 лица како ја загадуваат животната средина и непрописно го фрлаат отпадот. На овие 7 лица им беше изречена парична казна согласно Законот за јавна чистота. Сторителот може да прифати извршување општо корисна работа во јавно предпријатие или да се плати глоба во износ од 50 евра во денарска противредност. Доколку глобата не се плати во рок од 8 дена, мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и ќе се достави до орган надлежен за присилно извршување за негово извршување. Од градскиот инспекторат информираа дека во наредниот период ќе бидат засилени контролите на инспекторатот и апелираа до граѓаните да го почитуваат комуналниот ред и да не фрлаат отпадоци насекаде. Во изминатиот период, градските инспектори извршија засилени контроли на терен по однос на загадувањето на животната средина и досега се пронајдени и казнети поголем број прекршители на законот во Вардариште, Подкале и Ѓорче Петров. Инспекторатот на град Скопје учествуваше и во координирана акција заедно со општина Газибаба, јавното комунално предпријатие Газибаба и МВР на дивата депонија во Вардариште, при што се запленети над 1 тон стари и уништени гуми кои се наоѓаа во дворовите кај граѓаните. Отпад кој досега беше пален на отворена површина. Исто така обезбедени се оперативни сознанија за нелегални откупувачи на ваков вид отпад. Инспекторатот на град Скопје, заедно со општинските инспекторати на територија на градот Скопје, ја продолжува битката со палење на огнови на отворени површини, особено на дивите депонии, од кои се шири непријатна миризба и кои енормно го загадуваат воздухот. Затоа и градскиот инспекторат и градот Скопје апелираа до сите граѓани, место за пријавување на Facebook или други социјални мрежи, времето да го искористат сите случаи на огнови на отворено да ги пријават на 193. На тој начин екипите ќе можат да интервенираат навреме и да се спречат евентуалните опасности по здравјето на луѓето. Загадувањето на воздухот е предизвикувач на голем број заболувања или едноставно кажано, загадениот воздух стана најголемиот убиец. Извештајот на Светската здравствена организација покажа дека загадувањето на воздухот убива околу 7 милиони луѓе годишно, предизвикано од загадувачки материи што ги иритираат белите дробови и срцето. Анализата на квалитетот на воздухот од Институтот за енергетска политика на Универзитетот во Чикаго открива дека токму загадувањето на воздухот ќе го намали просечниот животен век за речиси 2 години, а во земјите каде што загадувањето на воздухот е особено лошо, како Индија и Кина, оваа бројка достигнува 6 години. Анализата ја носи пораката дека загадувањето на воздухот може да влијае врз секого и може да има реални последици врз нашето здравје. Пушењето се најде на второ место, земајки 1,6 години од просечниот животен век. Конфликтот и тероризмот земаа 22 дена, додека најсмртоносните заразни болести, како туберкулозата, во просек го намалуваат животниот век за само 4 месеци. Анализата на Институтот за енергетска политика заклучи дека производството на енергија е најголемата причина за загадувањето. Најмногу загрижуваат и дизел моторите, електричните централи на јаглен и палењето јаглен во затворен простор. Македонија се соочува со енормно загаден воздух, а тоа во одредени делови од државата може да се спореди со пушење цигари. Сите кои дишеме загаден воздух, исто како да пушиме по неколку цигари дневно.
без разлика дали сме пушачи или не. Дишејќи го загадениот воздух во делови од земјава ни следуваат по 7 цигари дневно. Ова го изјави Борис Секирарски, метеоролог при управата за хидрометеоролошки работи. Додека властите преземаат по неколку краткорочни мерки кои реално и слабо го даваат резултатот. Граѓаните се обидуваат сами на некој начин да се заштитат од загадениот воздух. Па така за во домот купуваат прочистувачи на воздух, а кога ќе излезат надвор користат маски. Најбарани се оние кои го прочистуваат воздухот и ги задржуваат PM10 частичките. Нивната цена се движи од 200 до 899 денари. Град Скопје го продолжува доделувањето субвенции за домаќинства и на други субјекти за чистење оџаци. Ова е една од мерките за намалување на последиците од загадувањето на воздухот и досега за субвенции за чистење оџаци се доставени 140 барања од граѓаните, соопшти Град Скопје. Со оваа мерка Град Скопје ќе надомести дел од трошоците на домаќинствата и на други субјекти за чистење на оџаците во износ од 1000 денари, а за субвенции може да достават барање физички и правни лица чие живеалиште, односно седиште е на подрачјето на главниот град. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека критериумите за добивање субвенции се исполнети, барателите до Град Скопје треба да достават неколку документи. Тоа се барање за надомест, кое може да се подигне во архивата на Град Скопје или да се обезбеди од интернет страницата на градот skopje.gov.mk. Фотокопија од лична карта или пасош, а за правните субјекти се бара тековна состојба не постара од 6 месеци. Потврда за реализирано чистење оџак, подпишана од стручно лице што го исчистило оџакот, фискална сметка од фирмата регистрирана за дејност чистење оџаци и фотокопија од трансакциска или жиро сметка. Барањето за искористување на правото за надомест на дел од трошоците, заедно со потребната документација, треба да се достави во затворен плик до Град Скопје, секој работен ден од 8:30 до 15 часот. Градот Скопје и јавното претпријатие Комунална хигиена апелираат до граѓаните правилно да го одлагаат отпадот од домаќинствата и да не ги оштетуваат и палат контейнерите поставени на градските улици. Во првите 10 месеци од годинава на улиците во Скопје се запалени и целосно уништени вкупно 66 контейнери. Со ваквите постапки се создаваат големи проблеми при одлагањето и собирањето на комуналниот отпад, а се нанесува и директна финансиска штета на јавното претпријатие. За да се подобри хигиената во градот и да се зачува животната средина, Градот Скопје и јавното претпријатие Комунална хигиена апелираат до граѓаните својот каваст отпад, стар мебел, електронски и електрични апарати да не ги фрлаат на јавните површини и да не ги оставаат до садовите за собирање на комунален отпад. Јавното претпријатие на граѓаните им нуди можност кабастиот отпад да го одложат во центрите за селекција на отпад во Карпош и во Вардалиште или во притоварната станица што се наоѓа во Шуто Оризари. За оваа услуга не се наплатува паричен надоместок. Продавниците, големите трговски брендови и шопинг центрите низ Македонија го најавија најголемиот шопинг ден во годината Black Friday. Оваа кампања застапена на глобално ниво која потекнува од Америка, последниве години станува се поактуелна и кај нас. Крајот на ноември е познат по овој ден, со кој официјално започнува предновогодишното шопинг лудило, а сите трговци со нетрпение го очекуваат. Но се чини дека американската практика за Black Friday значително се разликува со онаа на Европа и на Балканот. За разлика од традиционалните Black Friday акции во Америка, каде што најголемиот акцент на попустите се става на белата техника, концептот на попусти кој се практикува во Европа е повеќе насочен на производи од текстилната индустрија. Овој популарен шопинг настан кој му возможува на граѓаните да купуваат по пониски цени е вистинска атракција и во Скопје. Гужва турканици, колони, возила пред големите шопинг молови во градот е само дел од она што се очекува. Но колку од граѓаните веруваат во попустите кај нас? Повеќето од граѓаните кои денеска ги анкетиравме, рекоа дека не веруваат на попустите. Дали верувате на Black Friday? Не. Купувате ли кога има попусти за Black Friday? Не. Па, да. Дали купувате за време на попустите? Не. Што да верувам? На попустите, да. Немам мислење на тоа, извинете.
Не знам ни што е тоа, да ви кажам искрено. Не сум слушала. Црн петок? Да. Не. Верувате на попустите за Black Friday? Па не. А купувате најчесто за Black Friday? Па не, си купувам во обичен ден. Не. А вие? Не. А верувате дека има навистина попусти? Па најверојатно. Да, верувам. Праксата од минатите години вели дека оние потрошувачи кои прошетале по дуќаните велат дека цените се високи, а попустите нереални. Дека Црн петок во Македонија не е како во останатите светски метрополи, велеа потрошувачите од лани. Во светот на овој ден потрошувачите може да купат парче производ по невообичаено ниска цена, додека кај нас Black Friday малопродажните маркети од сите дејности го користат како обичен маркетиншки трик за да привлечат повеќе купувачи. За време на овие сезонски распродажби и големи попусти, најважно е купувачите да бидат информирани за своите права како потрошувачи, да препознаат што е вистински попуст, а што не е, како рационално и практично да го распределат буџетот издвоен за ваквите шопинг екскурзии низ продавниците и трговските центри. Во Америка Black Friday е веднаш после денот на благодарноста. Со овој ден се означува почетокот на големата божикна шопинг сезона и е најпрометен ден во малопродажбата. Не е прогласен за празник, но во Калифорнија и некои други држави во Америка на овој ден државната администрација е ослободена од работа. Лизгалиштето во спортскиот центар Борис Трајковски се отвора утре. Посетителите ќе може да уживаат во рекреативно и уметничко лизгање и хокеј. Игралиштето располага со најдобри услови досега и најдобро подготвен мраз по светски стандарди. Годинава ќе има 2 професионални тренери. Ќе има и повеќе термини за рекреација, а цените остануваат исти. 150 денари со изнајмени лизгалки и 100 денари со собствени. Наутро ќе се одржуваат тренинзи по уметничко лизгање, а рекреативно ќе може да се лизга од 10 до 22 часот, со мали паузи од 16 до 19 часот, кога ќе има хокеј тренинзи. За викенди граѓаните ќе може целодневно да уживаат во рекреативното лизгање. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги понатаму Викенд хрониките на Прва Скопска.